Наша гостинка ќе биде Татјана Алексич, како да ја наречам една преубава, прекрасна жена. Тоа веќе дека е професор по нашиот убав македонски јазик, сите го знаеме. Меѓутоа влюбеник во животот, влюбеник во секојдневието, влюбеник во мислата, влюбеник во читањето, влюбеник во музиката. Сигурна сум дека пропуштив уште многу нешта, додека ги набројувам ќе е потребно многу време. Но јас се надевам, Татјана, ќе ја кажам сега добро утро и ќе ја вклучиме во програма, дека се ќе биде во ред со она што на ТВ екраните ќе го имаме како вклучување на ваков начин. Меѓутоа, кажав дека сме влюбеник во животот едноставно, со оглед на тоа дека тој ги носи сите оние убавини кои ти ни ги споделуваш секогаш како статуси на Facebook. Јас секогаш се воодушевувам од она што имам можност да го прочитам од твоја страна. Но првенствено, ајде, ќе зборуваме ние за тоа. Ќе кажам добро утро и добре ни дојде во утринската програма. Добро утро, топло утро и поздрав до слушателите на утринската на ТВ Алфа. Благодарам за убавата најава. Еви, ја можам да додадам, да не е веднаш комплимент со комплимент, меѓутоа една од ретките наши водителки кои зборуваат правилно, правоговор и да му е волја и мерак на човек да ве слуша. Многу благодарам и колку ми значи тоа од ваша страна да го слушнам, многу ви е јасно така. Како сме ова утро, јас би сакала и Татјана да споменем и за тоа како го започнуваме утрото. Ова се денови на жега. Значи, во вакви моменти човек не може да не помисли на тоа дека прво што треба да се облече лесно, од сабајле да се истушира за да може да функционира, да се вози по жешките автобуси кои не се сите климатски, односно со клима оспособени, и како да го протурки, да го проживее денот, да планира некоја лесна храна, значи да се јадат лесни јадења, салати, супи, бистри, она што може да организам да издржи на ваква топла клима и како ќе го истурка денота да не добие топлотен удар. Значи време на ночење, време на криење, на варање ладовина, клима или некаде да се бега каде што може човек да го преживее овој топлотен амбиент. Јас се надевам, знаеш како убаво да си го испланираш текот на денот. Учениците ги распуштивме така, вие се уште сте во училиштето, меѓутоа распустот започна. Ајде малку сега јас би сакала да позборуваме токму околу тоа, околу нашите ученици, околу сите, и за сите нас тоа ќе важи, меѓутоа и за младите оние генерации, без разлика што е распуст. Што ќе биде совет од твоја страна токму до нив? Дали треба да ја остават книгата па да си уживаат, или како што прочитав многу убав статус, дека книгата треба да ни е секојдневие, затоа што оттаму се едуцираме, ја имаме она убава мисла која ја преточуваме и ја зборуваме и еве и на ваков начин, како ние сега ова утро. Кажавме, и можно интересно ми беше тоа дека на плажа не треба да се чита книга. Ајде малку повеќе околу тоа. Твојот став. Да, ние сме од 10 јуни децата се на распуст, ние од 5 јули ќе бидеме распуштеници, онака официјално, нели? И на шега секогаш го кажам тоа. Секако време за читање книги е привилегија. Значи човек треба се да му е во текот на денот и во секојдневието наредено, па да има време да фати книга. Во вако топло време да фатиш книга во рака може да ти служи за лепеза, вака се поговориш со книгата и нека потенка книга, за да може бидејќи навистина жешки бара концентрација. Јас го кажам тоа, на плажа не се чита, нека свое лично искуство, луѓето кога одат на одмор, секако на многумина од нив тоа име време и привилегија за читање книги, меѓутоа не буквално на плажа, иако ќе видам многу луѓе кои читаат на плажа, им се восхитувам, затоа што навистина е жешко, не знаеш кој ќе ти протрча со песок, да ти фрли пола кило песок на тие страници. Но хубава е гледката во морето, нели? Да. И многу е побаво да читаш од страниците на морето, да гледаш во хоризонтот, на спојот каде што се спојуваат небото и морската широчина, да уживаш во тој амбиент, затоа што време за читање книги треба да е секојдневно. Ние обично знаеме, тоа е исто како кога, нели, ќе се разболиш, па тогаш превентивно почнеш да конзумираш мед, па јадеш, нели, свежо овошје, зеленчук, лимонада. Исто и ние имаме одмор и сега ќе читаме книги за да се едуцираме. Книгите треба постојано се читаат, буквално до крајот на животот, дури
држи видот. Окото, за жал, очите, видот се првите органи кои се ја губат функцијата и не можеме да читаме поради тие причини, меѓутоа ете има аудиокултура на читање и тоа е нешто може да чита или некој друг да ти чита. Така што зборот ми беше дека треба да се чита постојано во некој континуитет, не само од почит кон писателите, кон авторите, туку и кон себе си, од себе препознавањето, затоа што книгата е тест да видиш до каде си стасал со своите лични размислувања и убедувања. Книгата е еден добар тренинг за скротување на егото, на суетата, на самобендисаноста. Книгата е прва рака за да ти го крене својот, да речеме, својата инфериорност. Многу од децата, често пати гледаме во процесот на адолесценција дека се затворени во себе, интровертни деца и имаат потреба од себе препознавање и најчесто им препорачам да читаат книги. Тоа ми беше дури следното прашање како да си го наметна и сама низ текот на разговорот. Еве за оние деца кои биле и твои ученици, каде што се забележала дека нема толку многу голема желба за читање. Кој бил успехот каде што еве можеби се случило токму спротивното? Што е она што си го дала како совет кај тие ученици, затоа што знаеме дека постојат такви, нели? Тоа ни е многу јасно. Меѓутоа знам дека од твоја страна е многу успешно на спротивното да се читаат книгите. Што правиме со тие ученици? Која е онаа магија која им ја пренесуваш за да ја засакаат книгата? А го знам тоа од многу, еве ке кажам, разговори, зборувања токму за професорката и љубовта кон професорката. И кон предметот. Така, личниот пример е секојаш најверодостоен. И оне како родители што им даваме личен пример на нашите деца и како учители на нашите ученици, меѓутоа знам некош итро да постапам со нив, кога ги правиме ние представи, мюзикли, театри, кога се играме театар, нели? Тогаш низ текстовите децата може да пронајдат секогаш над 20, над 30 литературни дела, било цитати, било наслови, било што. Тогаш имате една задача, ако сакат, има деца кои многу сакаат да бидат членови на драмски, да глумат, без оглед дали се талентирани или не, ние се учиме, нели? Мора да ги прочитаат книгите. Значи, ете еден услов на итро. Или знам некој да ги уценам, ако прочиташ ова, со након или условен... Но сепак се успешни методи, така? Успешни методи. Еве од оваа година од септември влегов во Корчагинската библиотека, многу сум среќна, влегов во моето царство, онака своеволно и ети се заблагодарам јавно секош и на колективот и на директорката што едноставно ми дозволиете иако имав часови, значи по своја волја се тргнав од часовите, водам и понатаму драмската секција и библиотеката е местото, едно култно место каде што децата се повеќе доаѓаат да читат и остануваат заедно со мене во библиотеката да читаат книги, па се консултираме, па вадиме цитати, наслови. Без компјутери, телефони и така натаму. Да, значи баш манака само со книгите и таа нивна импресија кога ќе видите тој впечаток од нивното лице кога се изненадени од нешто што не знаеле до тогаш, па прочитале, веќе ти е некој сигнал дека вреди да се трудиш околу тие деца, да ги натераш некако да читаат книги, затоа што ние последно време многу често велиме децата не читаат, не читаме ни ние, меѓутоа не е баш така. Таа Гутенбергова галаксија е загрозена на некој начин од компјутеризацијата. Меѓутоа се повеќе сами забележуваме дека се печатат книги, се објавуваат книги. Да, имаме и нови писатели, млади писатели. Млада генерација, одлична генерација на млади писатели со голем потенцијал и капацитет. Многу често одам на промоции на книги. Значи не е така, ние немаме време да читаме книги. Пак ќе кажам, тоа е привилегирано време. Порано не било толку многу книги. Значи си имал книги да прочиташ, си купувал книги, па ќе ги прочиташ, како да речеме со плочите, со оние стари винили, ќе ги накупуваш сите плочи, ќе ги наредиш, па ги знаеш затоа што ги листаш, ќе ја отвориш лонплей плочата или сингл без оглед, па ќе прочиташ песна се и ти останува меморија. Се од толку многу музика, толку многу музички остварувања, еве ја лично не можам да следам веќе, ниту знам кои се сега, што слушаат младите, како се слуша, која музика, нови правци, не можеш едноставно да следиш. Исто и со книгите, не можеш да ги следиш сите светски автори, наши македонски автори, автори од соседството, старите автори, класиката. Меѓутоа, образовниот процес им дава на децата една многу добра база
и ја никогаш не би ја сменила таа програма, само би додавала, кога почнуваат од зародишот на литературата, од првобитната литература, од синкретизмот, од епот за Гилгамеш, кога сумерците пишувале на клинеста техника, на плоча, со клинеста, тоа е фасцинантно, до ден денешен како се пишува брзо. И кога ќе ги прочитат тие, да речеме, 40, 50, 60, некош и до 100 книги за оние 4 години средно образование, еден таков ученик е веќе богат, веќе има мини библиотека и тоа него кажувам метафорично, тоа ковчеже со знаење, со прочитани книги, каде да отиде го носи со себе. Никој не може да го земе. И тоа е едноставно начин на таа интелектуална комуникација и вредност на секој читач. Еве малку и за трендот и за времето кое што си го носи своето. Јас ќе ми дозволиш да прочитам и да искористам напишан твој статус, затоа што секогаш твоите статуси со внимание ги читам и секогаш има многу убава и интересна порака. Добре дојдена за сите нас. Велиш, психички најздрави се флексибилните луѓе, оние кои умеат да се прилагодат каде и да ги фрлиш, како жилаво дрво што не се крши од ветришта. Прилагодете се на временските амплитуди, жеги и поплави пред да полудите. Ке го пообјасниме ова малку вака сега по-народски. Па, јас отидов малку нели со времето на крај пораката, затоа што сите се соочуваме со едно климактерично време, кога не знаеш што стака, ден е топло, ден е жешко, па врне, па испарува после врнењето и сето тоа е напорно за организмот. Меѓутоа, прилагодливоста, адаптибилноста на човекот е добра формула да живее еден спокоен, умерен живот. Многу често се соочуваме со она кој не знам постојано време како да се наметнува, ја имам цврст карактер, јас сум непоколеблив, јас еднаш кога ќе кажам така е, зацртани сме, се е тоа добро, со длабока почит и воскин, кога тие со цврст карактер. Меѓутоа, таа цврстина забораваме дека некогаш цврстото дрво може да се скрши. За разлика од едно младо, нежно или витално дрво кој има еластичност. Флексибилноста е техника на совладување непријатности во секојдневието. Јас и учениците им велам, адаптирайте се на нас наставниците. Вие за 45 минути добро знаете со кого ќе си имате работа цела наставна година. Учени знаат да не стимнат за 45 минути, не ги видат маните, доблестите, што можат ке нас, што не можат. Значи тоа сите сме го поминале во воспитно образовниот процес и вие и јас и сите. Така е. Ако се прилагат, ако научат да се прилагодуваат на наставниците, тоа е добар тренинг понатаму за факултетските, универзитетските професори и на крајот за семејството. Не може сите да бидат во новото семејство како мама и тато што биле. И оние кои ти биле првите нели родители, старатели, кои гледале нели да ти способат некои услови и да ти овозможат добар, здрав, релативно здрав начин на живење. Па ќе најдеш на некој поинаков карактер. И сега нема враќање назад, да речеме како јас не можам да се навикнам, неговиот карактер е таков. Не велам да го покориш собствениот карактер, значи таа прилагодливост не значи покорност. Туку пак ќе кажам многу итро дипломатски да знаеш да одбегнеш непријатности. Филозофијата на денешницата која е многу конфликтна. Ние сме конфликтни, луѓето се конфликти. Војни има повеќе од за време на Втората светска војна. Мислам дека не ни завршила Втората светска војна, ова е продолжение, е да го одбегнеш конфликтот. Децата од најмала возраст треба да се учат да одбегнуваат конфликти. Не со тоа што ќе попуштаат, родителите викаат нема си будала, нема си добар, не попуштаат врати. Не на тој начин да ги тренираме децата да на агресија вратат со агресија, туку со дипломатија. Со дипломатија, така, со ум. Так, со моќта на умот, да. Со моќта на умот, затоа што умот не еднаш докажал дека е посилен од сета сила на овој свет. На овој свет, така и затоа треба да го, како што кажа многу убаво и на самиот почеток ќе се навратаме и во секојдневието, треба да го надградуваме токму со читањето книги, тогаш кога секако дека имаме време, затоа што кажавме дека и самото темпо ни наметнува сега некогаш да заборавиме на книгата, а во жешките денови и да се ладиме со неа. Но добро, како да. Може стрипови се читаат, литература, сега се децата читаат по интернет, значи тие гледаат подкасти, тоа е некој вид на едукација. На едукација, така е.
Да. Меѓутоа, еве малку и за нас кон крајот на емисијата за повозрастните, кој ќе биде советот, затоа што советите од тебе се секогаш добредојдени, ако ништо друго, еве во овие летни периоди за мајки, баби, дедовци, со оглед на тоа дека утринската програма ја следат, како ние, еве, во летните периоди, дали треба нас да не видат децата дека читаме книга, па да се заинтересираат или што да правиме, но како и да е, еве, не мора да е за книгата, јас ќе оставам на тебе да кажеш и да споделиш она што би сакала со нас. Јас обично кога ќе ме прашаат која книга да се прочитам, многу ми е така како да одбереш, нели, од сите тие, дури имам една грижа на совест постојано и на овие мои 58 години кога ќе стасам да ги прочитам тие што не сум ги прочитала, немам време јас да прочитам се и се чувствувам дека не сум начитана, дека сум неначитана. Меѓутоа секогаш им го препорачувам Виктор Франкл, само од таа причина што тој е еден жив пример како човек може најтешкиот однос пеково да го преживее и да стане интелектуалец кој може да сподели искуства, знаења. Значи, тој е патко на логотерапија, како што е Фройд на психотерапијата, човек кој го преживел концентрациониот логор. И сите негови книги имаат таков израз, дека човек може да преживее се само со добар ум, со здрав ум, таму каде што никој не може да чепне, а тоа е здравиот разум и здравиот ум. И да се чита ако се сака, не насила. Родителот не може насил да натера да му каже на детето, еве ти книга, гледај мене како читам, читај ти. Тоа треба да биде суптилно, да го гледа почесто родителот, бабата, дедото, било кој соседот, некогаш на децата им се авторитет роднини, пријатели, не мора тоа да се родители или не учители. Да видат дека нека корист има таа книга, меѓутоа не материјална корист. Децата веднаш прават да си прочитат што ако си начитам кога не можеш джип да возиш или не знам таму да имаш кеш пари, туку да видат таа вербална моќ на читањето. Кога човек чита на било која возраст и има таа магија да нема никакви комплекси во своето секојдневие поради својот материјален, да речеме, релативно неуспех. Значи може да живее скромно, да се чувствува богат кога се дружи со книгата, кога чита. Моќта на еден лагоден, еден пријатен живот е да имаш добра храна, да имаш услови за добра храна, значи доволно за да живееш среќен живот, квалитетна храна, да имаш каде да спиеш, значи да имаш едно живеалиште кај не мора да е во квадрати, не мора да е многу, но имаш 5 стана, 10 викендички, не можеш да тите 5 стани, 5 викендички одеднаш да се движиш, тие ќе ти бидат проблем да ги одржуваш. Сето тоа може човекот да го извади од контрола и веќе да не може да си ја види среќата и покрај материјалното богатство. Така е. Тука е моќта на книгите. Ние не можеме да почувствуваме дека додека читаме книгата, таа нас не прочитала и таа ни е најдобар пријател. Постојано вадиш некои пораки, без оглед колку звучи ова сега филозофски, вадиш постојано некои пораки од тие прочитани страници кои ќе ти се најдат некаде како кет од ракав низ животот за да ги преживееш тегобностите на животот кој воопшто ниту е лесен, ниту е розев, а многу брзо поминува. Значи за да таа брзина на живење ни помине достоинствено, пак ќе кажам, многу е битно читањето и интелектуалната надоградба, значи постојано повторам, не може да се читаат книги, може да се читаат стрипови како порано што сме читале, може да се оде по театри, може да се оде на концерти, се тоа книги, се е тоа уметност на живење, нешто што на човекот му дава препознатливост. И вие веднаш ќе препознаете, оно што го кажувам некош на шега, 7 минути се доволни да препознаете со кој соговорник си имате работа. Веднаш ќе препознаете човек кој кога патува некаде или оди во странство, прво што ќе помине се музеите, местата на културата, изложби, спонтани, улични или институционални, катедралите, синагогите, храмовите на верските и на религиозските култури и обичаи. А не дискотеките каде се наоѓаат и слично. И дискотеките, тоа е наука, тоа е образба. И се од човек кој кога ќе отиде некаде гледа само да се покаже дека бил таму и останува, нели, некоја празнотија, некоја место кое што треба да се попуни во
духовната Ако не го наобразба. доживееш градот во кој си бил на начин на кој што треба да го доживееш. И она што го нуди историски, така гледано. Историските и менталитетот. Така, и менталитетот да го впиеш едноставно и да уживаш малку. Многу е потребно сите да менуваме нешто во животот, така и кога патуваме исто. Ние се приближуваме кон крајот на нашиот разговор. Јас сум сигурна доколку оние кои што можеби подоцна, а и не мора да значи си го свариле утринското кафе со уживање, јас мислам дека си го испија вака слушајките, со оглед на тоа како што јас уживам, сигурно дека и нашите гледачи. Само ќе те прашам еве за крај како го планираме летото, како ќе го поминеме со оглед на тоа дека ќе сме на распуст, па со нови сили од септември, нели здравје Боже со новите генерации повторно. Јас последните години од мојот живот традиционално го поминам ке моите, бидејќи веќе моите се починати, во Сокобања немам ке кого да отидам, како што одев порано со години. Сега одам во Белград, последните мухиканци од семејството Голубовиќ, ке чичко ми стринами, кои се исклучителни читачи. И баш времето со нив ми поминува така. Одиме на концерти, одиме на изложби, се читаат книги, се слуша музика квалитетна, се јаде квалитетно. И кога гледаш луѓе од 90-те, речичко ми 92 години, како го живеат животот, буквално треба да учиш од нив дека не треба многу, за да можеш да живееш еден лагоден, здрав, достоинствен живот на нозе, што се вели. Колку јас само бев воодушевена од вашиот татко кога го снимавте со неговите рецитали, тоа е нешто волшебство, тоа е една преубава магија. Дори со неговото рецитирање, да бидам искрена, јас имав солзи на своите очи. Едноставно тоа се чувства емоции кои што ги буди, не го може секој и не го умее секој тоа, туку едноставно треба да си роден за тоа. Нека си почиваат во мирно, еве убаво што од вашето семејство можете да си споделите моменти па да си разговарате за убави спомени. Благодарам што одвои ова утро време за нас и што ни го разубави утрото понеделнички, па здравје Боже се гледаме и тука во студио. Кажавме денес дека од оправдани причини еве на ваков начин се искомунициравме, но мислам дека беше навистина одличен. Благодарам.